Почитувани граѓани, колеги пратеници, почитувани земјоделци, трет ден на ова собрание расправа за предлогот на закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, поднесен од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената опозиција, со кој што закон предлагаме да се воведе така наречена субвенционирана нафта за земјоделците, односно зелена нафта, и при тоа со законот предлагаме оваа нафта за земјоделците да биде за 50% поевтина од постојната цена на нафтата. Значи, ако денеска 1 литро нафта, дизел, чини 41 денар, со нашиот предлог на закон, земјоделците би можеле нафтата да ја купуваат по цена од 20,5 денари, што значително според наше мислење би им овозможило поевтино да ја обработуваат земјоделската површина, да бидат поконкурентни и на тој начин да можат да се справат со конкуренцијата која што се повеќе се чувствува на пазарот на храна и на земјоделски производи и за која што за жал битка земјоделците во Република Македонија ја губат. Финансиските импликации за ова законско решение според нашите проценки се 6,2 милиони евра. Почитувани граѓани, колеги пратеници, почитувани земјоделци. Концептот на оваа влада на ВМРО ДПМН, која што го воведе во земјоделието и која што во најголем дел се базираше на воведување на субвенции за земјоделците, како и редица други поволности за земјоделците, после 8 години од неговото применување, ние може да констатираме дека иако идејата за воведување на субвенции беше добра, ефектите по однос на земјоделското производство во Република Македонија изостана. За жал, во одредени области земјоделството во Република Македонија не само што не напредува, туку напротив назадува или стагнира. Најлоши резултати оваа влада во областа на земјоделството има во секторот сточарство. Таму буквално, за жал, има толку многу лоши, негативни трендови во сточарството да не памтам во Република Македонија сточарството да се наоѓало во таква тешка и незавидна состојба. Се намалува бројот на говеда, се намалува бројот на свињи, се намалува бројот на овци, се намалува бројот на кози, се зголемува единствено живината во Република Македонија. И овде се покажува дека субвенциите или политиката на субвенционирање конкретно во сточарството не ги дала очекуваните резултати, туку напротив имаме изразито негативен тренд во оваа земјоделска гранка. Што се однесува до другите гранки во земјоделието, исто така може да констатираме дека во изминатиот период се намалува земјоделската површина која што се обработува. Ние години наназад, наместо да се зголемува поради субвенциите, се намалува земјоделската површина што се обработува. Приносите по хектар во изминатиот период и покрај доделените субвенции не придонесоа да се зголемат, туку напротив, или се на исто ниво, или се во рамките на просекот кој што бил во претходните години. И затоа сакаме да отвориме едно прашање кое што во ова собрание кога тогаш ќе мора да се отвори. Тоа е прашањето за
зголемување на конкурентноста на македонското земјоделско производство. Ако ова прашање не почнеме да го решаваме што побрзо и што поитно, ние ќе се доведеме во ситуација да земјоделството во Република Македонија се повеќе и повеќе назадува, стагнира и да не може да се носи со својата конкуренција. Колеги пратеници, се работи за значајна стопанска гранка. Земјоделството учествува со негде 12% во бруто домашниот производ. Со земјоделство се занимаваат околу 200.000 земјоделски домакинства. Од нив околу 32% се занимаваат само за сопствени потреби, другите се занимаваат и за продажба на вишокот на производи кои што го произведуваат. Субвенциите кои што владата на ВМРО ДПМН ги воведе, и јас еве како пратеник ги поздравувам, сакам да кажам уште еднаш, не ја го постигна ефектот кој што се очекуваше. Дополнително, иако постојано на спотовите и на рекламите кои што се снима, се фалеше дека многу субвенции се даваат во земјоделието, сакам да кажам дека во последните 5 години ниту еднаш не се исплатени земјоделските субвенции во оној износ во кој што се кажани или се планирани со буџетот на Република Македонија. Еве ќе ви дадам еден пример. Во 2013 година биле планирани за се исплатат како субвенции со буџетот 135.487.000 евра. Сте исплатиле, колеги пратеници, само 96 милиона. Значи околу 40 милиони евра сте им скратиле во 2013 година на земјоделците и не биле исплатени. Во 2014 година биле планирани 139 милиона 787 милиони евра, а биле исплатени 124 милиона 245 евра. Значи тука сте скратиле околу 16 милиони евра на земјоделците. Можело, ако веќе имало вишок на пари, овие пари да сте ги пренасочеле кон субвенционирање еве на нашиот предлог за воведување на зелена нафта. И затоа, колеги пратеници од владеачкото мнозинство, изминативе 3 дена додека дебатираме за ова прашање, се нафрлате на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз дека не знам колку многу сте направиле за земјоделието. Статистичките податоци ве демантираат. Не е таков ефектот каков што треба да биде со овие субвенции. Каде е грешката? Дали во начинот на доделување на субвенции, дали во основот по кој што се доделуваат субвенции, дали во правилата по кој што се доделуваат субвенции, дали ги добиваат субвенции вистинските земјоделци или има злоупотреби. Тоа ќе треба да се утврди за да можеме да дојдеме до ситуација во која што земјоделците во Република Македонија нема да бидат оставени на цедило и да не им се овозможи патот кон производство кое што ќе биде ефтино и конкурентно. Овака ако продолжиме, вие ќе се фалите, за жал, дека многу субвенции се даваат, ќе спомнувате милиони евра, меѓутоа реалната слика ќе биде не онаква каква што треба. Македонија се повеќе ќе увезува храна, а се помалку ќе извезува. Македонија ги има предусловите за голем дел од прехранбените производи да обезбеди од собствено производство. Меѓутоа треба стратегија и политика која што ќе го овозможи тоа. Овака кампањски водена политика во земјоделието, која што не се базира на реални научни докази и на вистински правец, ја мислам дека е само повеќе целта импровизација или придобивање на земјоделците, ама на долг рок ние земјоделецот ќе го изгубиме.
затоа што ќе не може да биде конкурентен, ќе произведува, ќе биде скапо и ќе не може тоа земјоделско производство да го продаде.